Благодарам господине Џафери. Што току, почитувани колеги пратеници, што току медиумите го објавија мислењето на антикорупцијската комисија по однос на дилемата која што имаше собранието, дали оваа постапка е законска или незаконска. Иако во насловот на решението е очигледно дека тоа решение е доставено до собранието, тоа официјално ние се уште не сме го добиле. Но, антикорупцијската комисија во своето мислење го вели следното. Од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на председател на Република Македонија, пратеници во собранието на Република Македонија и избор на влада на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесување на одлуката за распишување и на избори па до завршување на изборите на градоначалник или членови на совет, односно до конституирање на совет на општините и градот Скопје, постои законска пречка да се разрешуваат и да се именуваат лица од и во државни и јавни институции, каде надлежност за именување или разрешување има Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија или други институции кои вршат именување и разрешување. Заради тоа што господинот Талат Џафери веројатно одлучил да не го достави до сите пратеници овој допис, како што било пракса досега, ќе си земам за слобода, јас лично една копија објавена веќе на медиумите, да му ја доставам нему. И со тоа на некој начин да го задоволиме неопходниот предуслов да и господинот Талат Џафери конечно на хартија знае дека оваа постапка, која што тој и мнозинството во собранието е тераат, е незаконска. Нашата цел, почитувани граѓани, е постигната. Ние од самиот почеток бевме свесни дека ова тесно мнозинство е одлучено да го разреши господинот Зврлевски и немавме никаква дилема дека тоа е донесена политичка и партијска одлука во штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Нити па во одреден момент мислевме дека со било каква дискусија ќе смениме мислење на било кој од овие 62 пратеници кои што во моментот го сочинуваат тенкото парламентарно мнозинство. Но во исто време целата јавност во Република Македонија дозна дека Социјалдемократскиот сојуз е одлучен грубо, дрско и помалку арогантно да крши закон и да крши најзначајно изборен закон. И во оваа постапка во собранието, каде што има целовремен пренос на јавноста, но и во сите други постапки надвор од оваа институција. Нашата цел е постигната и со тоа што сите граѓани во Република Македонија слушна и за многу други теми кои што се од интерес на граѓаните. Заканата со населување на мигранти, противуставниот закон за двојазичност на цела територија на Македонија, антидржавниот договор со Република Бугарија, проблемите во земјоделието, промашената кадровска политика и ред други теми. Затоа, почитувани колеги пратеници, почитуван господине Џафери, со цел да не бидеме дел во овој момент веќе и официјално од противзаконската постапка во овој момент, пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во овој момент ќе напуштат оваа точка од седмицата и повеќе, иако се пријавени за 9 луѓе за дискусија, односно сето тоа може да се одолговлекува уште многу денови, повеќе нема нити со дискусии, нити со реплики, нити со процедурални забелешки да учествуваат во оваа антизаконска и противзаконска постапка. Затоа ви благодарам на трпението и на вниманието, ви благодарам и вас, господине Џафери, но ние немаме намера повеќе да бидеме дел од противзаконски постапки. На било која друга седница, да завршам мислата, знам дека ми дозволивте повеќе од дозволеното и ви благодарам за тоа. На било која друга седница која што ќе закажете утре, задутре или било кој друг ден во иднина, која ќе зборуваме за екзистенцијалните потреби на граѓаните
и за работите кои што се од интерес на граѓаните, ние сите ќе бидеме овде и ќе го земеме нашето активно учество. Но се што е против закон, сега и официјално, црно на бело, на хартија, ние нема да бидеме дел. Одговорноста, господине Џафери, е ваша, одговорноста е на мнозинството, на тенкото мнозинство од 62 пратеници. Ви благодарам уште еднаш.